Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијава. Вечер вас зборуваме за една тема која што и на широко веќе распространета во секојдневието, особено во образовниот процес. Зборуваме за инклузијата на децата со посебни потреби токму во образовниот процес. Начинот, методите и правилниот развој и тек на целиот образовен процес токму на овие дечија, кога станува збор дека рамо под рамо треба да го следат образовниот процес секојдневно. Токму на оваа тема вечер вас зборувам со Спасе Додевски, дефектолог, олинофренолог, председател на комисијата, односно Националното координативно тело за спроведување на Конвенцијата за правата на децата со попречености при Обединетите нации и тимот на експерти, би кажала, од Основното училиште Сандо Масев Струмице, кој што го носи епитетот дека е првото основно училиште кој отвори паралелката за децата со аутизам. Добро вечер, Додевски, и добре дојде во емисијата. Добро вечер. Кога велам дека го носите епитетот на првата паралелка на деца кои што се вклучуваат во образовниот процес, можам слободно да си дозволам да кажам дека токму вие сте основата и токму вие ги знаете сите нужни потреби за целокупниот развој кога станува збор за инклузијата на децата во образовниот процес, рамо до рамо со децата од типичен развој. Ретроспективно гледано наназад, колку ние како општество можеме да кажеме дека веќе стануваме свесни, се разбудуваме и немаме проблем кога станува збор токму за вклучувањето на децата со посебни потреби во образовниот систем со другите типични деца. Да, таа експертиза, како што сами ја нарековте, не се однесува само на оваа дејност, значи на дејноста во работата во посебните паралелки, тогаш кога беа отворени 2007 година, тоа е работно искуство, соработка со различни типови од различни соработници и колеги на различни полиња, обуки, надградба на професионален план, работно искуство околу 22 години. Така да, ова е еден репрезентативен период кај што можеме да разговараме, како и многу пати досега во вашите емисии, да разговараме за целата еволуција на развојот на образованието со почеток од некогашното специјално образование, кога беше единствено специјално образование, па и паралелките за деца со аутизам беа во склоп на тој период. Денеска постепено исклучително се променет и сите текови на образованието, е целокупната инклузија на деца со попреченост. Така да сегашните реформи носат големи промени. Свеста секако дека како што во тој период околу 2006-2007 година се соочувавме со предизвици да доближиме потребата и спецификите на образованието за деца со аутизам и специјалното образование до родителите и до општеството, до заедницата. Така денес постепено се трудиме, имаме предизвици да ги објасниме овие реформи и инклузивното образование и сите тие предизвици, односно бариери и предности што го носи самото со себе. Тоа само по себе носи големи напори, голема одлучност како на централно, така и на локално ниво. Морам да спомнам дека општина Струмица е репрезентативна општина, водач во инклузивното образование, уште во времето кога постоеше само специјално образование. Да не забораваме дека комплетирањето на стручните кадри во стручните служби во училиштата во општина Струмица датира уште, односно со вклучување на дефектолози во тоа време уште од 2006-2007 година. А денеска на централно ниво бевме доста храбри и одлучни, решителни да носиме големи промени
со самиот закон за основно образование, кој што е исклучително инклузивен и кај што најголемиот дел од промените се однесува токму на вклучување на сите категории на дечиња, не само со попречност, туку и сите други ранливи категории. И самиот носењето на самиот закон претпоставува само по себе и учество, односно вложување како на експертско, стручно, професионално ниво, така и на финансиско ниво од страна на државата. Ако правиме на ретроспектива, каде сме сега во овој момент, јас мислам дека сите овие чинители кои што се однесуваат на целото општество и водењето на целата таа инклузија, успешно е во својата работа. Како што ветивме пред некоја година, во 2019 година, кога носиме законот, Министерството и државата, односно буџетот, владата си го направи своето, што сукцесивно одделува финансиски, значителни финансиски средства за поддршка во образованието, во инклузивното образование на учениците со попреченост. Така, тоа претпоставува финансиски средства за образовни асистенти. Првата година се издвоја средства за 500 образовни асистенти, ова година за 225 образовни асистенти и така решни сме сукцесивно да се секоја година да се зголемува бројот на образовни асистенти кои што им се доделуваат на учениците со попреченост, кои што се вклучени во редовно образование и кои што услуги и поддршка им се доделува согласно препораките на стручните тела за поддршка, кои што работат согласно меѓународната класификација на функционалноста. Само со нивна препорака се добиваат овие образовни асистенти, впрочем и другите услуги кои што ги добива, да кажеме, лични асистенти. Токму тоа сакав да ве потпрашам, да биде кристално јасно дека образовниот асистент, родителите кои што нивните деца посетуваат редовна настава, можат да го добијат само доколку детето помине низ функционалната проценка од страна на експертите кои што работат во сушниот центар. И сите други услуги, односно целата таа друга поддршка која што му е потребна на детето. Значи не е, да се разбереме, не е само поднесувам барање, сакам да имам образован асистент. Не, значи често пати тоа е, затоа кажав дека имаме голем број на предизвици сега првично при формирањето на овој систем, на оваа платформа, реформска платформа, а сега мораме да објаснуваме, да се дообјаснува, да се приближи на самите родители, на самите чинители, на старателите, како и на кој начин. Често пати се случува да во стручните тела за поддршка доаѓа родител и вика јас дојдов за образовен асистент. Ни јас не знам дали му е потребно на кој дете образовен асистент, додека стручното тело за поддршка, односно стручното тело за функционална проценка не оцени дека му е потребно и што се му е потребно. Во некој од вашите емисии спомнав дека освен образовен асистент се доделуваат и лични асистенти, односно му се препорачуваат лични асистенти, да учи по редовна програма, впрочем таа е единствена програма, дали по редовната програма или да се прават индивидуално образовни планови, односно подесени цели и содржини согласно можностите на детето, дали за сите предмети, дали за некои од предметите, да и на крај децата кои што имат комплексни нарушувања, попреченост, тие им се препорачува настава по модифицирана програма, а таа програма се реализира или во бившите, односно поранешните паралелки за посебните паралелки, кои што се сега центри за поддршка, или во ресурсните центри, поранешните посебни училишта. Да. Многу е специфично родителите да знаат на кој начин и што всушност значат, например, во образовниот процес, што значат образовните асистенти. Образовниот асистент, многу е битно дека надлежен односно процесот оди вака, кога ученикот се запишува во редовно, во основно образование, во прво оделение, комисијата согледува, од стручни кадри согледува, комисијата за упис согледува дека има одредени суспектни состојби во развојот на одредено дете. Му советува на родителот да се обрати до стручното тело за поддршка, за да може да добие проценка, односно да добие препораки за на кој начин понатака да се одвива неговото образование и што тоа стручно тело за поддршка ќе препорача
дека му е потребно на ова дете за да може да биде да може заедно со сите деца да биде во инклузивно образование. Кога тоа ќе се родителот да назначиме дека има право или да се согласи или да не се согласи. Значи има дискреционно право кон тоа. Доколку родителот се согласи да оди на проценка, тоа оди на проценка и ќе биде проценето. Доколку не се согласи, продолжува во основното образование, нема право училиштето да го санкционират, односно да го одбие детето за запишување во редовното образование и покрај тоа што не оди не било на проценка во стручните тела за проценка. Туку понатака ќе продолжи во образование, но по истите принципи училиштето и наставниците и службите во училиштата ќе го третират на исти начин како сите останати деца и за жал без поддршка која што би му е препорачало МКФ. Понатака, кога детето, ако се согласат, ако биде проценето во МКФ стручните тела за проценка, има период кога например, во јуни месец стручните тела, односно МКФ стручните тела за проценка, дават информација до Министерството за образование и наука на ниво на цела држава колку се потребни, односно колку дечиња се проценети дека им е потребно, има препорачено образовни асистенти. Министерството за образование од Министерството за финансии бара финансиски средства и се обезбедуваат, односно да се обезбедат овие образовни асистенти. Надлежен за јавен повик за вработување на образовните асистенти се ресурсните центри. Единствено ресурсните центри. Ресурсните центри ги добиват финансиските средства и прават јавни повици согласно бројката што им е доделена согласно информациите од МКФ и ги примат, односно примат образовни асистенти. Образовните асистенти може да бидат по приоритет при огласот има значи специјалниот едукатор рехабилитатор. Понатака може да бидат образовни асистенти и оделенски наставник, предметен наставник, психолог, педагог и понатака другите професии. Кога ќе бидат примени на конкурсот, тие имат обука од самиот ресурсен центар, кој што пак ресурсниот центар е обучен да ги дава тие обуки, на кој начин да се опходуваат овие и да работат овие образовни асистенти. Надлежноста над образовниот асистент ја нема училиштето. Значи надлежен го вработува и го плаќа ресурсниот центар. Што значи образовниот асистент, што е неговата улога? Образовниот асистент не се дава персонално на дете. Туку образовниот асистент се дава ако сте виделе проценка, односно препорака од МКФ стручните тела, не пишува образовен асистент, туку пишува образовна асистенција. Значи се доделува на паралелката внатре, кај што присуствува, кај што учи дете со попреченост. Значи, образовниот асистент е задолжен да го олеснува процесот на образование внатре во паралелката, во која што може да има од 1 до 3 деца, по закон до 3 деца. 3 деца со, да кажеме, полесна попреченост. И распределбата на ова мораме да го потенцираме, дека во секој училиште, без разлика колку ученици со попреченост се јават, во конкретните, например, во прво оделение, во конкретните оделение, треба да има рамномерен број на дечиња со попреченост во сите, ако се 5 паралелки, во сите 5 паралелки, по 2 или по колку, значи рамномерно распоредување. Не може во една паралелка да има 3, во една ниедно, во една 2 и така натаму. Секако дека треба да се води сметка и за функционалните можности, капацитети, односно статус на овие деца, но секако дека треба да има рамномерна расподеленост. Образовниот асистент помага во реализацијата на наставата согласно промените што ги има сега во паралелката, дека има дете, односно ученик со попреченост. Му помага за да може да ги прими или да може да ги свати содржините кои што во моментот се предават, но исто така помага и на матичниот, да кажам, наставникот кој што предава во таа паралелка. Некогаш имаме различни типови на ургенции и до Министерството за образование, и до нас како национално координативно тело, и до владата, па и до нас како центар за поддршка. Родители се жалат дека моето дете доби образовен асистент, но сега мораме да го делиме со некое друго дете.
Значи тоа е многу реална состојба. Како односно функцијата на овој образовен асистент може да биде не само во исто оделение, туку може да биде и во две оделенија, да помага на две дечиња кои што се, да кажеме, исто оделение во различни паралелки, да може да помага до улеснување на целата таа во целата таа Во целиот образовен процес, сакате да ми кажете, да. Например, има час по географија, влегува наставник по географија, тука е веќе присутен и образовниот асистент. Да. Малку по-лаички сакам да го разјасниме. Да. Овдека е личниот образовниот асистент, влегува наставникот по географија. Да. Сакате да кажете дека кога ќе почне наставникот да ја предава лекцијата, да кажеме, има нов материјал, треба да се предаде на учениците, дека образовниот асистент рамо до рамо стои со наставникот? Истата водач и одговорен е наставникот кој што е матичниот наставник на тоа оделение. Добро. Образовниот асистент е асистенција, ја асистира во редовното реализирање на самата настава. Ако претпоставиме дека сега има измени во целокупниот состав, односно во можностите на учениците внатре во оделението, бидејќи има измени, тогаш образовниот асистент ја олеснува целокупната настава, односно асистира во целата таа средина. Значи тој е надлежен за средината, односно за начинот на функционирање. Ја компресира Да. лекцијата токму за можностите на ученикот. Моменталната активност која што ја работат сите други ученици, ја адаптира Добро. за конкретна активност на детето с кое што е со попречност или со суспектен развој, а во исто време помага за нормално или редовно да се одвива целокупната настава. Бидејќи знаеме дека ако имаме деца со попречност, има и други специфики, секакви специфичности имат различни ученици со попречност. Значи во целокупната настава помага за реализација на целокупната настава. Така. И некако да го сумираме овој дел со образовните асистенти, кога зборуваме, сега ќе зборувам како од страна на родителите да биде. Кога јас имам дете со посебни потреби и побарувам да имам образовен асистент, значи морам прво да помина низ филтерот, низ МКФ комисијата, односно низ функционалната проценка, за да ми кажат на кој начин ќе се одвива наставата, повторно во типично училиште. Само мора да прекинам. Ако вие имате дете со попречност, вие не барате за да добиете образовен асистент. Вие сте добиле сознание при уписот дека вашето дете има одделено отстапување или суспектна состојба во развојот. Тогаш имате препорака од комисијата за упис, кој што вика морате да одите односно треба да одите на МКФ проценка, да ви дадат препорака како, кои се спецификите и која поддршка ние да ја обезбедиме како држава, за да може да се овие промени кои што ги има во развојот ученикот, да можеме да ги компензираме на определен начин. И службите, стручните служби во образованието, во основните училишта, кога настапи ова реформа беа доста среќни, бидејќи кога се појавува ученици со попречност, тие навистина знаеа како да од кој аспект да делуваат во однос на компензацијата во содржините, во целите за овие ученици. Сега веќе е многу полесно, бидејќи стручни служби, стручните тела им дават препорака и на кој начин понатака треба се работи. Дали треба индивидуален образовен план, дали треба образовен асистент, дали му е потребно личен асистент, ако не може од домот до училиштето. И така натаму има и други услуги или препораки кои што им ги делуваат. Апсолутно. Бе прекинав, Да. Не, во моментов тоа сакам да кажам дека стручните служби при уписот го немаат правото да наложат да заминат на МКФ комисија, односно на функционалната проценка. Изборот останува сепак на родителот. Во спротивно, не се прават посебните програми и не може да го добие образовниот процес. Тоа сакав само да го заокружиме, дека ќе мора да ја посетува наставата која што се предава без никакви улеснителни околности, специјално за дете. Исто како за сите други ученици. Така. Денеска имавме можност, бидејќи социјалните мрежи беа преполни дека се надградува, се надополнува и се искристализирува некако полека добиваме јасна слика
националната стратегија за заштита на децата со попреченост, што е она кое што веќе во наредниот период би очекувале дека можеби ќе почне да се спроведува? Па, кажавме и порано дека новата национална стратегија за лицата со попреченост е доста важен документ. Значи, уште еднаш да повториме дека националното координативно тело при владата е координатор, фацилитатор и модератор на целокупниот овој процес, значи ги координираме сите институции. ГИС и ЕО организациите се финансиска и стручна помош, поддршка, и стратегијата сега се прави со многу висок квалитет, што значи дека е посебно партиципативна. Значи ги вклучува сите организации и сите засегнати страни, сите министерства и институции кои што може да допринесат за градење на еден документ според можностите на државата, за можност за реализација понатака. Нашето национално координативно тело досега имаше свој акцијски план, кој што согласно конвенцијата ние одредени препораки од Комитетот за Обединетите нации реализиравме одредени мерки. Но сега понатака кога ќе биде стратегијата готова, ние нема да имаме акцијски планови, туку акцијски план за лица со попреченост во целата држава ќе биде всушност стратегијата, новата стратегија. Денеска работевме, вчера и денеска работевме на 4 подрачја, значи за пристапноста, човековите локален развој, за правда и за спорт, култура и образование. Овие 4 подрачја ги градевме, значи прво приоритетите, а понатака целите и мерките. Така да подрачје по подрачје и по термини се повеќе и повеќе се беа една повеќе групации на луѓе од различни страни, согласно нивните професионални компетенции, таму кај што работат институциите, засегнатоста според попреченост и така натаму. Следната седмица ќе имаме исто такви работилници, се однесува за ќе се работи на приоритетите за здравство, образование на лица со попреченост и за труд и социјална политика, социјална заштита. Така да област по област ги надоградуваме се до еден момент, потоа ќе ги ревидираме и ќе направиме конкретни мерки, кои мерки согласно законите, значи кои акти треба да се донесат за овие приоритети да можат да се исполнат. Насоки имаме дека треба да бидат и мерливи, односно да бидат смарт, паметни да бидат, односно да бидат разбирливи, да знаеме што сакаме и да бидат мерливи, односно да после одредено време да можеме да видиме колку сме реализирале. Ние сигурно се прашуваат и граѓаните до кога ние планираме до 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, да ја имаме односно првичната драфт верзија нова стратегија која што ќе ја промовираме, а потоа и ќе ја дефинираме, ќе направиме документ, ќе направиме пристапна и ќе биде достапна до сите граѓани. Првично до сите организации на лица со попреченост и до сите институции, за да може сите институции да знаат што нивната матична институција, дали е здравство, дали е образование, дали е труд и социјала, дали е култура, да знаат што е тоа, кои се целите што треба тие да се стремат да ги реализират во својата работа, мимо нивните останати активности. Така, можам слободно да кажам дека и во последниот период некако и поголеми можности имав да дојдам малку поблиску до образовниот процес и да увидам дека навистина децата се вклучуваат во инклузија и дека ги има и се присутни. И околината, нели, и ние како општество веќе стануваме се посвесни, некако појасно ги гледаме нештата, и притоа сум мајка на 2 деца кои што спомнуваат дека постои инклузивноста во образовниот процес. На една од последните средби со лицата со попреченост спомнаа дека еве и вие го спомнавте со стратегијата која што ја изготвувате, здравствениот систем. Некако како да ни затајува здравствениот систем, но се надевам дека еве со подготовката на стратегијата ќе бидат опфатени здравствените организации кои што работат директно со лицата со попречености. Дури би сакала еве и јавно да истакнам дека родителите побарале стоматолошки преглед. Сигурно и знаете, но еве за јавноста
ова не го зборувам нели да впериме прст кон некого. Туку ова го зборувам дека апсолутно сите како сите чинители, не само образованието, овдека и ние како медиуми, и другите сите фели во општеството треба да бидеме будни, треба да бидеме свесни дека нели на крајот на денот сите сме исти. И да. дека стоматологот одбил да направи стоматолошки преглед на дете со посебни потреби, со препорака да замине во Скопје. Зошто да не се сензибилизираме сите? Зошто да не ги отвориме и срцата и умовите, нели, на крајот од денот, нели, да ја извршиме должноста, нели, професионално да се извршиме должноста, без разлика, нели, кој се надевам дека со стратегијата особено внимание ќе обрнете на здравството. Тоа е само еден пример за здравство. Јас не би сакал да издвојувам области, бидејќи и претходно во некои од мисиите сум кажал дека унапредувањето на целиот овој развој и на целата таа инклузија, не само образовна, социјална инклузија, цела инклузија да може да живеат рамноправно во заедницата личи со пречност, мора да се реализира фронтално. Значи мора сите овие права да можат да се буткат во иста линија. Не е само здравство, имаме и да кажеме и во другите институции каде принципите и препораките од конвенцијата мора да се реализират. Што значи дека во здравството, на пример, во сите области потребно да се запазат, да кажеме, принципот на пристапност, вертикална и хоризонтална. Принципот на универзален дизајн. Универзалниот дизајн се однесува и на образование, и на здравство, и например, во материјалите за учење, во учебниците, во факултетите, во универзален дизајн, и исто така и во култура имаме, во националните културни споменици и институции, да може лице со попречност да може и да знае каде, и да може Значи, тоа се принципи кои што мора фронтално да се унапредуваат. Например, и во избирачкиот процес мора да бидат пристапни институциите, значи мораме и универзален дизајн за информирање при изборите за листата со пречност, значи да знаат и да го чуят тоа, и да го видат, и да го осетат, и да имат исто така принципот за собствен, самостоен избор. Кога збориме веќе кај изборите, можеме и различен друг избор. Универзален дизајн кај продуктите за прехрана, бидејќи слепите не може да видат што е тоа што го држат. Значи, тоа се принципи кои што ние со стратегијата и кои сакаме да ги наметнеме на министерствата да водат сметка, да кажеме, да биде задолжително да има, да кажеме, во здравствените институции, задолжително да има толковаш на знаковен јазик, да има разни сигнални средства да можат за слепите да знаат на кој начин, тактилни патеки, и во сите тие фронтални институции. Значи, тој процес е долг, но ние сигурно е јасно дека предизвиците се пред нас. Имаме огромна одлучност и решителност што ги воспоставуваме сите овие механизми, бидејќи многу не тешко, туку многу е специфично да можат сите тие делови да се контролираат и да се координираат, меѓусебно да соработуваат. Тоа е всушност и нашата работа. Така да од време на време, односно мораме да создаваме и механизми за мониторинг на сите тие етапи. Мониторинг над образовниот систем, мониторинг на доделувањето на препораките на образовниот асистенти, мониторинг на училиштата, како ги примат родителите и како дават совети. Имаме ние секако минатата година спомнувавме во вашите емисии, имавме изолирани случаи на дискриминација по однос на образование, по однос на вклучување во настава. Кажавме дека при училиштата мора да знаат дека постоењето или непостоењето на образовен асистент во некои средини нема образовни асистенти од проста причина што никој не се пријавува. Нема интерес да биде некој да работи како образовен асистент. Да кажеме, Струмица е релативно, да кажеме, голем град, има и други, но во малите средини тоа е тешко. Од друга страна пак училиштата не смеат постоењето или непостоењето на образовен асистент да го поврзуваат со примање или непримање на учениците за вклучување или не вклучување во настава.
Значи, тоа е само подршка која е дополнителна подршка, тоа не е услов за образование. А и не мора секогаш ако нема, нели, не мора па и да да има образован систем. Ако го нема на располагање. Ако не е стручните слободен. служби препорачале дека стручните тела препорачале дека е потребно да има образован асистент, тогаш ако има ќе го има. А ако во моментов нема пријавени образовани асистенти, тогаш ќе се чека првиот момент или ќе се направи комбинаторика во однос на постоечки образован асистент да може да обслужува две паралелки, две дечиња, две со сродни можности во една паралелка или во различни паралелки, така или или треба да се дава поддршка од најблиските центри за поддршка или најблиските ресурсни центри. Така да, целиот овој систем не само што подлежи на акти, на законски и подзаконски акти кои треба да се носат, а претходно треба да се објаснат на раководните позиции, односно на институциите, зошто е сето тоа потребно, бидејќи не сите се сензибилизирани за тоа. Но, како национално координативно тело, многу сме горди што најголемиот дел од институциите, сите министри, кабинетите на министрите се доста сензибилизирани. Сите знаат веќе зашто зборуваме и во кој правец треба да се оди, посебно клучните министерства труд и социјала, образование и здравство, наспроти минатите години во 2017-18 година, кога принципите кои што им ги сакавме да ги наметнеме, им беа доста од карактер што прв пат се соочуваат со овие проблематики. Така да за сега сме на добар пат, но никогаш не е идеално, а простор за соработка и координација има секако. И на локално ниво, и на централно ниво, па и на регионално ниво. Отворени сме за соработка и за советување, за упатување, за сите бариери и дилеми за да се решат во однос на тоа. Пак ќе кажам. Извинете, сакам да прашам едно друго прашање. Постојано зборуваме за образовниот процес. Во образовниот процес ни влегуваат и детските градинки. Колку луѓето кои што работат во детските градинки прво ни ги имаат поминато обуките со цел примање и прифаќање на децата со посебни потреби, без разлика од каков карактер станува збор, нивната сензитивност и минење на цел тој процес, социализација, нели, прифаќање и така натаму, со оглед на фактот дека сега зборуваме конкретно за Струмица, мене ми е жал што јас и како човек кој што го работи регионот, не знам конкретно дали во другите детски градинки во регионот постојат дефектолози, но кај нас постојат. Колку ние тука како град можеме да се пофалиме дека стоиме високо некаде гора. Како општина и вклучително и околните општини, ние стоиме со исклучително добра состојба на инфраструктура, ако зборим прво за инфраструктура во однос на приемот на ученици. Ние во моментот очекуваме во следниот период да се пушти најкапацитетната градинка во државата. Тоа ќе биде во Струмица. Друго, нашите кадри воспитувачи кои што работат во градинките се обучени редовно преко Заводот за социјални дејности, редовно ги обучуваат во спецификите на сите ученици, сите дечиња, а и за дечињата со попреченост. Со новиот закон за социјална заштита и за детска заштита им се даде приоритет на дечињата со попреченост да бидат вклучени. Значи, тие се приоритетни за вклучување во градинка. Така. Во моментов се работи на доекипирање, односно за досистематизирање на институциите, каде што ќе вклучуваат и специјални едукатори и рехабилитатори. Самиот факт што Институтот за специјална едукација и рехабилитација ни праќа информации дека кадарот на специјалните едукатори и рехабилитатори е дефицитарен, значи тие го исполнуваат целокупниот капацитет на прием, образование и се произведуваат специјални едукатори. Но бидејќи се многу потребни во државата и бидејќи ние ги отворивме сите подрачја за нивно инволвирање во сите процеси, пред себе образовните процеси, овој кадар е дефицитарен. Што значи дека се доекипируваат, досистематизираат институциите каде ќе бидат примени и специјални едукатори, рехабилитатори, логопеди и така натаму. И секако
понатака сукцесивно ќе се дообучуваат, ќе се прават обуки кои што се специфични обуки. Да кажеме по одредени можности, одредени појави кај учени спецификите кај децата со попреченост. Да напомнам дека МКФ стручните тела се надлежни за децата од 0 до 24 години. Така. Значи ја опфаќаат проценката и кај овие дечиња од најраната возраст. Значи компетентни се и надлежни да ги препорачуваат услуги, односно поддршка и за овие ученици, овие деца. Така да овој систем, како кажав на почеток, значи се фронтално, реформите се фронтални и овој дел во социјалната заштита се реформира. Така да во моментот голем дел на ученици, голем дел на дечиња со попреченост се вклучуваат, кажеме дека се приоритетни. И апсолутно, но секако дека секаде имаме и одредени, нели, осамени случаи каде што се уште обученоста, сензибилизацијата не е на високо ниво, а кажеме тотално и е погрешно, мораме да кажеме и во оваа сфера, одбивањето на дете со попреченост или нарушување во развојот, во детска заштита или во градинките е тотално погрешно. Или ограничување или скратување на рокот, на времето, временскиот период за престој во градинката е погрешно. Значи, посебно во градинките таа е примарна рехабилитација за овие ученици. Во градинките се учат, учениците има комуникација, има ред дисциплина, се развива фантазмата, имитација на говор, значи сите тие компоненти тука се развиваат. Колку повеќе дури можеме да кажеме од образовниот систем, во образовниот систем детските градинки, како и при раната интервенција, детските градинки се многу значајни за намалување на поголемите отстапувања на нарушување во понатамошниот развој на ученик. Ако детето со попреченост го санкционираме или компензираме нарушувањето во порана возраст, толку понатака ќе имаме помало отстапување. Колку помало отстапување ќе имаме, толку помалку државата ќе троши финансиски средства понатака за евентуална потреба од образовен асистент, од личен асистент и така натаму. Значи, со вложувањето во раната интервенција и во детските градинки, во преразвивањето на детските градинки, капацитетите, до оформувањето на стручните служби, кадрите внатре во детските градинки, тоа, освен за индивидуалниот развој на самото дете, носи и финансиска заштита понатака на општеството, носи можност за релаксираност и функционалност на самите семејства. Родителите можат да бидат функционални и социјално одговорни, значи да можат да бидат и да предонесуваат, отколку да не бидат примени овие дечиња и родителите да мора да сеат дома, а да не можат да предонесуваат екзистенционално. И тука веќе имаме отстапување, ако одиме и понатака, отстапување и во правиот развој на семејството, разводи и така натаму, нефункционални семејства. Апсолутно. Се е поврзано. Значи, колку Така. повеќе вложуваме тука, имаме огромен фидбек во позитивна смисла за понатака. Така. Пред се имате голема волја да се спроведе не само на хартија она кое што е напишано, не да се препише она кое што Обединетите нации го налагаат како заштита во спречувањето понатаму со бариерите кои што наидуваат лицата со попреченост, не децата, значи комплетно за сите лица. Јас се надевам дека националната стратегија ќе се реализира до максимум, бидејќи нема ништо реализирано, верувам во високите општествено развиени земји, бидејќи сведоци сме дека и таму постојат кампањите за недискриминација, за Многу е специфично кога некои сакат да ги споредуваат државите или напредокот, развојот во овие области меѓу државите.
но секоја држава, секој општество е многу различно. За некои кампањи, во некои општества огромни пари се трошат за носењето само на акцијските планови, кои што се троши време за носење околу 3 години за еден акцијски план кој што ќе функционира 10 години и тоа не се реализира целосно во сите области од конкретното општество, конкретна држава. Ние кога викаме дека сме одлучни и решителни во носењето на ова, тоа не е само клише. Тоа е апсолутно определба прво на нас како стручњаци, националното координативно тело, како имаме огромна поддршка од премиерот. Значи со негова поддршка и министрите лобираме за носење финансиски средства, за унапредување на услугите и поддршката. Но областа е огромна, како за сите лица, за сите граѓани, така и за лица со прешност мора да се мисли во секој сегмент од живењето. И јас, она што неколку пати сум кажал, она што го прокламираме на централно ниво, оние реформи кои што се носат на централно ниво и акти, ние во Струмица сме општина која е исклучително сензибилна и напредна во сите делови. Струмица има развиен систем од почетокот на целиот овој процес, сега што го зборев, значи од институционален карактер, па и професионален карактер ако сакате, сето она што започнува со рагањето и првичниот развој па и отстапувањето на децата со попречност од градинките па до училиштата, сите овие делови сегменти мора да постојат и ги има во моментот. Така, јас верувам дека сте многу горд, особено на досегашната работа и имплементацијата на се она кое што го опфаќа стратегијата и како стратегија ми е малку груб збор, се обидувам експресно да најдам да заменам некој друг збор, бидејќи ние како менталитет, не случајно ги спомнав високо развиените земји, ние како општество со менталитет таков каков што сме, нели, не сакајќи, нели, да повредам, каде што имаме се уште семејства кои што ги кријат лицата со попреченост и апсолутно не ги вадат надвор, камоли пак се извинувам да ги вклучат во образовен процес и така натаму во сите општествени сфери, ние за толку краток период, бидејќи е се уште млада, како координативно тело сте млади, но меѓутоа покажавме големи резултати како општество и сметам дека и вие и ние сите, нели, кои што се надеваме за некакви промени на подобро сме. Па националното координативно тело како тело не е младо, постои некои десетина години наназад, но активно работи и има своји успеси од 2017 година наваму. Успеавме во најголем дел да сензибилизираме целата таа средина и да учествуваме, значи, во носењето на сите тие акти. Стратегија, како збор е, навикнани сме и како менталитет да се што е стратегија, се реализира, не се реализира, тоа останува на хартија. Да, останува на хартија. Но оваа стратегија ќе биде во раците на секој граѓанин, на вас новинарите, каде во некој од идните емисии можеби со стратегијата во раците ќе кажете вие заедно сте се сложиле да направите таа стратегија и во овој период да го реализирате тоа. Со јасни цели. Зошто не со јасни цели, зошто не е реализирано? Ќе има свој акцијски план со јасни периоди во тие делови. И ние имаме јасна заложба и како општество, и како влада, како држава, овие работи да се реализират. Осамени се храброста и решителноста на овие на институциите или на стручни кадри, овие работи што ги ветиле и да стојат на тоа да ги решават, бидејќи не се знае во општество, значи во оваа ситуација на кризи, што како ќе биде. Но стратегијата е документ кој што понатака сите институции, секој поединец ќе се држи, ќе се стреми да го реализира. Најмногу се надеваме на локалните самоуправи, бидејќи се потекнува од таму, од општините. Општините го поттикнуваат и за да можат на централно ниво институциите да носат акти како би можело тоа да се реализира и на локално ниво. Така, значи имате волја, верувам дека имате силен тим кој што работи заедно со вас. Ви посакувам успех, посакувам многу од целите да не останат само на хартија. Видовме многу, луѓето веќе ги чувствуваат бенефитите од координативното тело и борбата против
табуата кои што не обкружуваат, но ви предстои уште долг пат. Така. Јас ви посакувам успех и ви благодарам што одвоивте време и бевте дел Благодарам и од вас на ПИС. поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што останавте со нас. Се гледаме наредна прилика.